Денес е специјален ден, денес можам коло сакам да го извадам од кожа, да ти се јавам и да ти кажам да. Денес е тој ден за конечно да кажеш нешто убаво, нешто обично. Ке сторам и ке се борам, па нека горам. Денес и конечно ке мора да се случи нешто убаво, нешто логично, макар суетно, само нека прозвучи нешто конкретно. Ве поздравувам од Хотел Лимак. Почнува нешто конкретно. Денеска ќе прашаме дали вредиш толку колку што заработуваш или пак толку колку што другите трошат на тебе. Која става цената? Дали ние самите си ја одредуваме или пак луѓето ни ја креваат и спуштаат по потреба? Кој денес е поевтин, мажите или жените? Или пак во денешно време се поскапува, а човекот станува се поевтин? Ако во арапските земји мерило за вредност е колку камили за тебе ќе даде шејкот, во тој случај кое животно би било пандан на вредност во нашата земја? Како ја мериме денеска вредноста? Ни се расипаа луѓето или ни се расипа вагата? Излегоа ли од мода честноста, искреноста и скромноста, потпрени врз биди си ти поштена, овие непоштениве сите се испоомажија, биди си ти чесен, овие нечесните куќи изградија и биди си ти скромен, овие нескромните и неталентирани сите по медиуми се појавија. Почнуваме со прво памашко, четворица мажи во емисија. Кога беше во Индија на Мумбај Муд Индиго фестивал, го представија како втор македонец кој дошол да ја освои Индија по Александар. Го доживуваат ли исто толку голем колку Александар и во Македонија? Ке ни каже Владимир Четкар. Актер му е професија, гейминг му е љубов. Председател е на Macedonian Games Industry. А хоби му е поправање, шрафење, одштрафување, завртување, рестартирање, форматирање, апдейтување и најмногу од се, почитување и засмејување на познати и непознати соговорници. Гораст Цветковски. Неговиот остар јазик сосекол многу соговорници. Неговите колумни откриле многу вистини. Неговите оригинални метафори насмеале многу луѓе. Тој е единствениот маж кого ниедна жена не може да го надзбори. Агим Јонус. Беше познат како син на Боби Спасенцовски. Сега е познат како сопруг на Антонија Гиговска. Кога гордоста му е поголема, како син или како сопруг? Ќе ни одговори Роберт Спасенцовски. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре, ми дојдовте во новата сезона на Нешто конкретно. Во денешнава епизода имам само мажи и ги поздравувам. Само да се оправдам зошто ја почнуваме сезонава со мажи, затоа што ноември е месец кога ја подигаме свеста за машкото здравје, а секогаш викаат прво па машко, па затоа јас одлучив со четворица мажи да почнам. Горас, не се согласуваш? Не ти поминува тоа кај неофеминисти. Нема врска дека може да си викнеш и жена која што исто се залага за машкото здравје, ама ти ја пропушти таа шанса, така да. Добро. Замолувам да ме оправдате сега. Може? Секој случај е сигурно со 4 машки. Добро, можете со женската половина да се поврзете. Сите имаме и машка и женска половина. Еве, ја ќе се осеќам вечера како жена. Ајде, терет. Значи имаме покритие, еве ја официјално си кажам, не може да и се фатите на снежех, јас вечера се осеќам како. Добро, значи имаме тука двајца скопјани, едниот од Бутел, другиот од аеродром, од каде си? Ѓорче. Од Ѓорче, добро, од Бутел, од Ѓорче, таму имаме чаирчанец, ама почесен граѓанин на Пештани. На Пештани, добро, и тука имаме еден окриѓанец. Значи цела држава сме опфатили. Тројца Скопјани имам. Двајца Скопјани и јас сум од Не, Бутел. пазите за Скопје, кога јас сум тежок скопски шовениста. Кога ќе почне некој да ми збори за Скопје, терам се у Анти. пип. Добро. За нигде. Да. Ајде да ја почнеме емисијава, значи вака.
Прво ќе ви понудам да одберете од двете зла помалото, значи мора да одберете. Океј? Гораст, пошто си татко на девојче. Слушаме сега вака. Побогатиот. Да, кога би избрал? Побогатиот. Добре, чекај. Има таква опција? Значи, имаме ваков зет. Ти доаѓа. Имаше првиот е. Сировина зет, значи ждрига, пцуе, да не речам испушта гасови, тој, се поздравува со мрсни раце, плука кога збори, ама ја сака и почитува керката Ептен. Тој. А другиот? Што да, сигурно е полошо од ова. Тој е дете од фамилија, значи налицкан Селјачиште некој. со манири, ти се обраќа со вие, станува кога влегуваш, ама е мрза и тој би да живеел на грбот на керката. Готово, помина првиот. Првиот, значи, Ти. заедно ќе си ждригате. Па јас си ждригам, си кажа таму такви работи. И ево како што гледаш, уште сум во брак, така што. Добро. Да. Агим, слушаме сега. Што би избрал попрва? Никогаш повеќе да не проговориш, да не учествуваш во ниедна дебата и да не напишеш колумна за ичпари, или да бидеш портпарол на политичка партија со која не се согласуваш, ама за многу пари. Саш, искрено, Сакам. втората. Така е. Пари ми треба. Како тргна да чита првата, викам и клетва како да фрла. Да. Чеба, сега се Никогаш да не проговориш и да не напишеш, викам. Сега се лажеме или не кажеш за многу пари. За Добро, многу пари. добро. Ако треба и чучек на маса ќе му играм. Што ти? Добро, сега како беше оно? плати, молим Како те, беше оно? šta ti Пари je? има, овакво нема. Добро. Бар сум Пари искрен нема, ако друго ништо има. друго е. Ги процени вашите вредности таму на кај бутел Кај не чај. најде тука нај. Стоите, сега одиме А ваму ова се кај... друго глуми французи. Кај сопругот на Све упарано. Антонија. Слушајме сега. Пажливо. Слушајме, Роберт, пажливо да ме слушаш. Ти нудат песна која е гарантиран хит. Ама ти мора да одлучиш. Слушајме сега, Антонија ти вика, ако ја испееш, се разведувам од тебе, она си има своји причини. Првото. А таткот и мајка ти викаат, не ја испеали. Ќе те отпишеме од наследство, те откажуваме од син. Што бираш? Гледај во камера и кажувај тешко кого питање. бираш. Значи мора едно да или, изберам, или. така? Значи нема трето, нема четврто. Нема. Ама овие три прашања, кој има поише? Мајка ти, таткото или сопругат? Ништо не знам. Кажувај. Брат, тебе не тешко Мама, се пада. тато, извинете или? Не ферски. Не, кажувај. Па нека биде, мама и тато извинете. Добро. Мислам дека ова може за аплауз или Леле, не? ме разочара, за цура даваш тато и мама. Сам си дам. Абе, зависи, брат. Добро, одиме во Охрид. Ајде, слушаме сега вака. Четкар, ти што бираш? Да бидеш најпознатиот советски джез музичар, најскапо платен, ама никогаш повеќе да не стапнеш во Охрид, никогаш, или да пееш турбо фолк, ама да си бидеш во Охрид. Брутално прашање. Аца Лукас, нема е толку лошо. Не можам да ти одговорам на ова прашање. Не можам. Едно да одбереш? Не одбирам. Не мора да одбирам. одбере. Одбирам да не одбирам. Почесниот граѓанин на Пештан. Избери го првото, а можеш инкогнито во Охрид бе глуп. Пештани ќе те Ова Агим пушта? што го кажа. Да. Ќе си идам јас пак во Охрид, значи ќе најдам начин, преку поградец можда ќе препливам, ама нема да пеам турбо фолк. Така? Ни да ме обесе начинано. Добро. Кажи горе. И Аца Лукас така викаш на време. Не, тој си беше Обиѓанин изори грми у лета. Роден. Добро, Кога го момци. спомна Охрид, само кажам блицвиц. Вика, кои се најсреќни луѓе на планетава? Вика, албанците, зашто го имаат Охридско езеро, ги немаат ориџанине? Ги немаат ориџанине. А сега да видам колку вредите човечкото тело, значи ако неговите сите делови значи имаат вредност на црниот пазар, од прилика човечкото тело би чинело 45 милиони долари ако сите органи ви се здрави. Ништо. Дури и пушачки бели дробови исто Пена така може да 65 пари не вредам, значи. Час на реч. Па сериозно со сите повреди што ги имаш со ова, со оното, све, тоа е со расход. падови од мотор, со ова, Ти со- слушај, ако си ти Мерцедес, ти ќе видиш вртен подручна, шкрипки, Отпусени црно фрла. четврт газда. Четврт газда. Не видиш. Добро. Ти горе се ти е здраво, све имаш освен оно очигледното што е косата? Ја Ева мислам дека почетка. Ја мислам дека најоштетен би била јетрата. Јас сум нели актер, ја
таму малце ми оди оваквото. Другото, фала Богу, мада јас сум млад успоредба со Да. со него, јас 40 и 50, значи 10 години сме различни. Еј, за ова 50 те бацам у сред емисија. Па после нема комушки да не рачунаат. Живи се 61 у втората шета ми. Али дечко, гледаме, убајна е. Камера додава едно-две. 20 години е повозрастен од мене, да не се... Детево до вас што седи има 26. Дето е билбил, колку има? 20 кусор? 26. А ти си билбил. Ја правим некои испитувања така, рандом, крв, мрв, железо, оно добро ми е све, па така да што знам, еве дупола нека биде 20 милиони, нека живее 20 фамилија. милиони, милионерче, прво милионерче имаме, добро. Да Ама не можеш кожата брат тетовиран си, тоа одма не та Одма паѓа цена. значи ќе ти падне, значи одма ти паѓа Може брат. колку нека Добро. падне уште 15? Чекај, чекар да видиме. Кожата најголемиот дел од телото кој ќе видиш и се рачунај ти. Да, кожата на Четкар, ти, пошто си растен под Охридско сонце, значи на чиста вода, ти колку вредиш или имаш некој орган кој што баш и не може да го ставиме на црн пазар? Не знам, според тие пресметки, јас кој орган, ама стално ме викат енергијава моја била уникатна А тоа се и продава. заразна. И тоа е нешто и сигурно исто може да се објасни како кои ензими кои ги имаш во крвта, кои колку милилитри. Да, тоа е нешто што може да се запакуваат и продаваат на пример. Енергија На од долги стази. Четкар. Да. Ја мислам дека косата на Четкар тројцата може да не купи тука, ама тоа е може малце субјективно ова, ама се Тоа е променлива работа. Денес ја имаш, утре ја немаш. па кај мене обратно не е. Добро, полумилионери да речам дека имам во емисија, може така? Не, види, ја би бил среќен и со едно обично македонско лото. Така. Да може, значи не мора ни милион да стигне, значи нека биде. Знаеш, скромно тука 5-600. Добро. Ајде сега да прашам, кое од овие деца е дете кое што е вредно? Денеска, односно кое дете е на цена? Дете од фамилија, мислам тоа нели под наводници кажано, дете од фамилија, дете од партија, градско дете, добро дете или честно дете? Четкар, кое дете мислиш дека денеска онака баш е вредно? Дете од партија, градско дете, добро дете и честно дете? Значи, од дете од партија, нула, ништо не вреди за мене. Дете од град, дали е Бара град, дали е спонзори ти. Почнеме да се расправаме сега. Бараш, ке добиеш, ево ти гана, нема спонзори. Не за барам, тоа. не ни барам од партија. Јас се барам, тешко мене ќе беше. Значи, исклучиво дете што респект кон себе си, кон блиските своји, бидејќи ти ако не ги респектираш блиските, не можеш никого да респектираш. Ти можеш да му вервиш некому собствениве најблиски луѓе што не ги сакат, нема ни тебе да те сакат. Нормално зборам генерално са, исклучоци стално имат, а меѓутоа битно е да е со тие од вредности. фамилија. Дете од фамилија, не значи фамилија дека е нека титула, може да е фамилија многу моќна, меѓутоа да е многу сурова, да е многу Да речеме добро дете. Добро или честно? Дете честно дете. Честно дете. Да. Добро, Четкар одбра честно дете. Ти какво дете Тоа е бираш? тоа, па и ја мислам дека истото мислење го делам. Све се базира на некоја камуфлажа, некој филм што некој го живее за некого, така да често мислам дека е таа вредност што секогаш ќе излезе на виделина и ќе се вреднува. Добро. Ти, Гораст, што мислиш, кој дете најжив. во денешно време е на Чекај, цена? правиме муабет, еве, да речеме дека од овие 5 типови Кој на дете деца, ти мислиш дека денеска кој- успева во општеството? може да направам ранкирање? Ајде, прво кој успе? Мислам дека најлесно би поминал тој што е од фамилија. Добро. Па после би отишол добро дете. Па честно и партија ми се на трето место. И што остана? И градско дете. И домазет. Градско дете, мање више, тоа е, да речеме, од прилика последно. Мислам дека дете од фамилија, кога има добар бекграунд, може многу лесно да добие ветар во грб за да се запознае со прави луѓе, па после тоа да се одбере кај доди. А сега, пошто нели малце сме бумери и хипстерани и сите веќе почнуваат нели партиите да се мразат, а немек другото да исплигува на површина, така да мислам дека сега тука се тие добро дете со дете од партија малце се носат. Честно дете си е честно дете. И на Увек ќе биде честно, макар и да и на не крај честно. градско дете, тие градски деца на времето ги викавме менаџерчињата што делеа флаери. Така. Оне е градско дете, бе, што ти на тебе беше? И после го гледаш директор. Па добра, ма се.
Не знам, ме на Черче беше. Аги мудро мисли. Ја прв пат викам, напротив, на прво место ги ставам градските деца. Зашто? Чесен, васпитан и добар може да биде и селско дете, може да биде и градско дете. Тоа се параметри на елементарното битие, на воспитувањето од дом. Ама ти по квалитет ги рачунаш што ги Да, радиш. чекај да се разбереме, денес ова време полесно на кој му е? Како? На кој му е Полесно најлесно? на кого му е во денешно време. На кого му е Тоа е, најлесно? Да, тоа е денешно прашањето. Говорят, ја мислев кого би ставил на прво време. Најлесно му е на дете од фамилија, крај све му е унапред сервирано, бујрум, цине, стани ова, колку пари требаат на вози, све останато во шкарана. Ма дали е правилно тоа е целата работа? Не. Абе, сега Ама што е не правилно? е прашањето дали е Кај правилно. живееме? Прашањето беше И јас го пробаш на кое дете. Затоа ве гледам вие тргнавте што е арно, што е добро, што е честно. Говорет, во тој случај погрешно разбрав ја. Да. Дете од фамилија, сервирана будучност, чао да се видимо. Добро, окей. Тогаш што се статусни символи во денешно време? На времето нели се знаело како се излегува во град. Ау, Тоа све било зависи статусен да символ. кој, пази, Па сега во што е, ера на значи? селјачана, во ера на селјачана, статусен символ што може да биде? Огромна куќа, јако ауто, пуно пари, скупа гардероба на тебе. Знаеш ли кој сум ја? Ја, знаеш ли каква белја сум имал у животот? Свадба. И ми вика еден, пред 15-20 години. И ми вика, бе, тебе те сакаат жени, бе. Зашто мене не ме сакаат? Селјак ропак. Ali може ме купи со свегаки. Меѓутоа, селјак. И ми вика, и ја го гледам онака мртволадно, студиозно, а викам, слушај, на тебе има гардероба, викам, 1000 евро, као од заебанција, доека седиме одека, викам. Саатот само кошта кој му едно ауто што го имаш. И му набрајам ова, она. Само една работа, викам те, што? Жути зуби имаш. Крај, крај, заврши филмот. Си го решил, човече, утре ден тоа И ќе сега, го средил. што е статусен символ? Статус, кој статус? Дојдоа ропаци со пуно пари и он едноставно се акредитира, вика, колку кошта да ме викаш господине? Не, ќе те викнам господине кога ќе почувствувам дека треба да ти кажам господине. Све останато е Шекспир, глума. Ве молам, господине, ви се молам, ко носи го не сум, нема везе. Ајде да видиме ваму на кај Статус. Охридов. Што е статусен символ во Охрид? Кајчето? Пента. Кајчето со весла или бесплатно? Пентаграм. Камо да беше кајчето, статусен символ, езерово ќе беше незагадено, нема да имаше А што како се викаат глисери. сега по ново тие што ги возат? Катамарани. Не само да катамарани, имат и убави работи како дрилици на пример се се враќа во мода, доста природно така со езерово, со ветаровци се. Ама кајчето не е статусен символ. Па све помоци ги имат, Затоа што луѓето се водат по некои така флеши работи, све да е по брзо, по гласно, по баш што кажа, по скапо и некако мене ми го јас да би одлучил, јас би забранил значи такви работи да има незерово Катамарани да глисери. нема, и Па глисери. све да е Слушаш? традиционално, Така би го вратил назад, дури и оние чунојне дрвени ми се многу симпатични. Ти би забранил да пливаат скопјаните. Не, нема врска јас. Ги сакам сите што го сакате зеро, јас Пливаат, многу да, хриѓани бања, од Охрид би избркал. Многу. Затоа што го не го заслужувате зерово и местово. Многу битно е да се зачува тој статус, јас не дека патам по УНЕСКО статус или како, меѓутоа симбиоза и на природа и историја и ние свесно од некој ситен профит, некои кратковидни луѓе, цела нација и цел град пати, пошто Охрид не е од охриѓани само, Охрид е од цела Македонија и цел регион. Знам, сега ми е јасно зашо не се иде во Охрид после емисијава, туку ќе остане тука, па после ќе оди на кај Америка. Ама ти грешно го позна, значи кајче е статусен символ да имаш у Скопје. Тука да имаш кајче е фрајорлук и да го возиш по Вардар, а у Охрид сите имаат кајчиња, таму да ти треба. Да видам на младава генерација, што ви е на вас статусен символ, вака тетоваживе? Па не. Очилава? Тоа знам, искрено после говорот на господинот, стварно сувишно е све плюс да додавам и да кажам дефинитивно као полн погодок од говорот. Па не знам, може ти нешто да додадеш? Јас сум да ја господинот, така. Ама господинот Поставе. Ако може само да една работа да кажам, Хајде. за кратко за Кајчево. Кајчево беше главно место за правење на деца во Охрид. На времето немаја пари луѓе по хотели да одат по тие работи. Пикантерија, И каже. ќе најдеа холандјанки и ги викаја маратонци.
и в кајче цело езеро нивно и тука што се праеше и така да кајчинава да не беа, охри нема да беше ни 60.000, ќе беше 10.000. Много добро. Тие се тие водно, паркинг на водно и Охридско езеро. Тука се тие. Готово, тоа е Видикове Чекар, имаш пиво за ова, тие, брат. Готово. Нема, гениално кога се кажано. катамараните више Добро. наталитето падна човече, да му нема. Ајде сега да видиме дали вредиме толку колку што заработуваме или толку колку што другите трошат на нас. Гораст, како тебе ти звучи оваа дефиниција? Колку луѓето трошат на тебе? Јас си заработувам, јас си трошам на мене, не знам како. Никој ништо, а? Имаш нешто вредно? Абе знаеш како е, малце е зезната работата. Значи, кога во фамилијата парите влагаат во ист цев, малци и поклоните губат смисла едно со друго, пошто изненадувањето е да си се изненадила, но од друга страна си кажеш, леле, скапо е ова, скапо е мајко, скапо е, те боли како сам да си го купил. А кога си да речеме пред брак, кога си нели дечко девојка како има две различни сметки банкарски, тогаш веќе така малце поише се осеќаш, да. Али за ова не знам, не можам да се најдам. Ќе пробам да направам една аналогија за во театар, се вика како се игра крал како улога и одговорот дека крал не се игра, кралот го игра тие околу него. Пошто ти не можеш да направиш, значи како сакаш биде актер, направи што сакаш да бидеш крал, како ти прдне некој до тебе, автоматски све оди тоа во вода и се уништува. Така што претпоставувам дека во таа насока е како можеби не трошат, ама можеби како мислат тие околу тебе дека се троши на тебе е поточна не знам формулација на ова прашање. Али у случајов јас пак ќе кажам заедничко кога е на исто место, трошењето е малце така сладко-горка занимација. Денес се базира уствари, ја мислам дека пример се како ќе се продадеш ти. Не е битно ти дали нешто вредиш спешал или не вредиш, или тоа што го работиш ти вреди или не ти вреди. Че ти од прва рука сега зареш. Кажувај. Како рече, што бил Гораст тој? Што бил Бобан? Домазет бе? Домазет си. Ама не си ти класичен домазет. Домазет е тој што е угнетуван. Слушај, да ме тоа зборам. Домазет е тој што е угнетуван, тој што е така малце, така шуткан. Ти си бре брате дома. А знаеш како се вика на хрватски домазет? Чути да не чујат на камерите. Види, јас сум кажал многу пати во животот. Огромна задоволство е, и мислам дека дури на емисија го имам тука зборен, огромно задоволство е кога човек сам ќе си заработи пари. Значи ќе си ги заработи, вреден, ќе си ги троши, ама секогаш е подобро чувство кога ги трошиш парите од детото, брат. Нема, не од искуство, значи не од искуство, ова го зборам, ама убеден сум дека е сигурно многу јако, брат, да му ја муваш керката и парите да му ги трошиш. Джокер. Барем така ја чујам. Джокер, коментар на ова и доврши си го мислењето. Не знам што да ти кажам. Во право ли е Динар Гораст? немам потрошено да се искрено, ама ќе пробам. Има време, Баш ме чекај, интересира. тазе си Ти ми човек. викаш сладки пари се. Чекај. Што да ти кажам? Четкар, дали мислиш дека исто си ценет кога си надвор од државата и кога си во земјава? Јас искрено не мислам толку, не се ни окупирам. Мене ми е битно да имам фан база и тука и надвор во земјава. Мене и не само јас. Идам од таа генерација кај што најбитно све ми е љубовта кон уметноста. Нормално и да заработаш. Меѓутоа, никој па не сум мислел сакам да напишам хит или сакам да напишам, тоа за мене е страна кога работа. беше во Индија ти рекоа ова е вториот македонец што дошол да ја освои Индија после Александар. Кај нас никој не те споредил со Александар Македонски. Па добро, во Индија нема многу македонци, затоа. Ама генерално да, најголема е кејфот кој ќе успееш со авторска музика, авторски продукт конкретно кај мене и да настапиш на тие места кај што немаш никакво лоби балканско, кај што имаш Таму знаеш дека е вистинска вредност. точно така. Дали си во Индија само во Кореја, во Јужна Кореја, во Токио, во цела Југоисточна Азија или Америка, било каде кога ќе свириш, ако си прифатен од тамошната публика, од тамошните медиуми, ако те издвоиле како нешто стварно што е вредно,
многу поголем успех од бидејќи таму ти не можеш да лобираш, да одиш по радија, да проиш по партии, да одиш по тоа да направиш. Таа моќ ја немаш. Таму само делото ти помени. Одлично, добро, Аги. Уште ти ми остана да те прашам за оваа вредноста. Кога ти даваат подароци, сигурно си примил многу подароци, нели? Многу животот подароци. Имало ли некој подарок кој што онака бил баш вреден, ама знаеш дека е даден од срце, а не е за да ти се умилкува или за да те замолчи или? 2006-2007. Значи, ова е прича из живота. Ја директор во една сериозна компанија. Су примил поклето сати, вамо тамо, кола од дедото имам поклон добијам на време. Свето окей, меѓутоа пази, највредното ме праша. И доаѓа чистачката, сиромашно од посиромашно, што ти кажам. Чула, тој бил добар човек. И ми носи кутија наполитанки. Толку имала пари, толку можела. Нема виски, наполитанки. Син ми да го запустиш, молим те, немаме, треба и да се жени лево, десно, немаме никого. Синот утре дента беше запослен, пази, мене овде ми застана од тага и од сочувствување со жената. Наполитанките година дена ми беа у фиока да ме подсетат, ете така, на моментот. Така. 5 паречка работа, која вреди повеќе од хотелов да ти го поклонат. Одлично, добра приказна. Да слушнам дали вредноста ја носи титулата, например битолски зет. Е титула? Нели е титула? Така? Па зависи. Е титула, сопруг на Антонија е титула. Траше ги моите колку. Охридски Аполон е титула. Така, Агим, дали е титула дека не може ни една жена да те надзбори? Се зависи у која фаза, која пијецкав. Не жена, не машина. Ајде да видиме Снеже последните. Ај се затефаме во емисија. Не, факт е дека овој знам ли да бидем изворен? Изворен, наизворен. Па ке титка, гораст ке титка нешто ако треба. Па нека пип, нека стата. Шушка гораст. Ја имам една узречица. Ајде. Не ме тере да ти шијам панталони, не знам, али да јадам 3 дена. Се прифаќа. Океј. Кој има пониска цена денеска, мажите или жените? Мажите. Мажите. А мажите? Истовремено рековме, мажите. Да. Белите мажи, да може по-конкретно да видиме точно, белите мажи имаат најниска. Не, пардон, белите стрейт мажи имаат во моментов најниска цена. Зашто? Затоа што се бели стрейт мажи, значи ништо не одскокнува. Нема никаков трил у тоа да си во моментов стрейт бел маж било каде у светот. Освен можда у Индија. Добро. Чекај, Четкар не се согласуваше дека мажите се поевтини денеска. За многу работи се поевтини од аспект... Зашто се поевтини мажите? Морално се поевтини. Морално поевтини. Ако имаш работа со жена менаџер конкретно побрзо ќе завршиш работа по моје искуство. Добро. Од тие аспекти... Побрзо се продаваат партиски мажите? Па, не знам за тоа, не можам да зборам, не сум компетентен. Полојални не се жените од мажите? Меѓутоа ефтини имаш многу и жени, значи нема некаква разлика. Секој го користи тој момент на што е актуелно, точно што кажа, дали си бел, дали си стрейт, дали си која раса и која било како. Значи конкретно многу жени користат таа слабост да ја промовираат својата работа. Значи све може да го видиш, све провидно. Меѓутоа не можеш секој пат да го коментираш бидејќи тогаш ќе бидеш осуден и од многу други фактори. Конкретно за многу работи би рекол дека мажите се поевтини, меѓутоа како што било времето на некој начин и му давала и ги форсирало да се такви, да кажам, имале многу моќ, многу нешто што не би требало да го имате, меѓутоа тоа се мени времево. Сега малци и жени веќе станете поевтини со тек на време. Добро. Ајде, Агим, зошто мажите се поевтини денеска? Па зашто се поисфрустрирани. А ние жените ги фрустрираме? Па покрај останатото, меѓутоа мажите во денешно време, ано домини, се цело време во некаква трка по успех некаков. Тој стана императив на живеењето, а не секој може да биде успешен. И тука паѓаат на испит на многу нивоа, често пати доаѓаат во ситуација да се продадат едноставно и викаат добро. Јас ќе се продадам, јас нема да бидам тој што сум, меѓутоа ако ништо друго ќе постигнам целта. Филозофско е прашањето.
Жена како жена. Змија. Змија. Милет, на глас го кажемо? Милет, не извинете. Милка чоколада, да не кажам шо. Сликата. Меѓутоа, мажите се поисфрустрирани од жените, во секој случај. Причината е многу едноставна. Трка по успех. Императивот на постоењето стана да воспоставиш рамнотежа помеѓу потребите и можностите. Во таа трка на постигнување на таа еквилибристика помеѓу потребите на секојдневието на 21 век и можностите, создава од мажите една каша попара на фрустрации, комплекси, на депресии, на многу нешта кои го чинат ефтино да се продаде на крај. Гораст, се согласуваш комплетно? Или не? Да, има многу работи кои што ги кажа се поклопуваат со тоа што јас го вајда го. Младата генерација? Што мисли? Се извинам, само да додадам. Еден паметен човек рече, знаеш ли што е успешен човек? Колку ти е полн фрижидерот дома, толку си успешен. Све останато е прича за малу децо. И сега, за да го напуниш фрижидерот, ти мора да најдеш модус. А за да најдеш модус, не секој успева да го најде и да го одработи. И на крајот викаш, дај бе да го напунам фрижидерот, шта треба, ту сам. Ама ако постоиш тој период? Си извинувам? Ако постоиш тој период? Абе, ако постоиш тој период, И после храна биде гори џани, ама мене За време на ковид мене фрижидерот со пиво ми беше пол. Со што? Чекај добро. младата генерација да слушнам. Кои се поевтини два како излегувате вие? Општо овака човекот е ефтин, дали се појавува во форма на маж или во жена, не е Зошто е ефтин? пресудно. Па, што знам, со обзир на сите овие одоколу мислења кажани, не знам, вредноста некако денеска и на мажот е тотално изгубена, како, не знам, лимитите му ги одредува жената. Така ли е кај тебе дома? Кажувај. Ништо не рековме ние. Ништо не рековме. Дошол да се исповеда. Да го слушаме. Ајде. Абе, човекот треба да остане ли утре у брак? Полека Човечка природа почне да Ова да се едитира, да. Нештото, па не знам, така некој искуство до сега. Не сум многу стар, немам многу искуство, али некои прилики што ми се вака предноси, некои ситуации што ги гледам, па такви некои сознанија добивам до сега. Па одлично, добро. Ке продолжиме ние со мудрости, ама мудрости имам јас поговорки. Тука се наоѓаат во овој големиот сад, кај пред тебе Џокер. Ке си излечеш една поговорка и ке ги дадеш поговорките на останатите. Да, извлечи се едно. Мустари, ти не ја знаеш Натали, ти си младна. Добро. Натали си те знаат, стари. Ајде да видиме. Ама ги измеша. Зема? Едно, не го читај. После изненадување и ке толкуваме. Таму имаме. Значи, сигурно Агим знае многу поговорки наизуст, многу повеќе. Ама знам и гатанки. У една емисија кажав една гатанка и ќе ја затворя емисијата за малку. Ајде, извлечи се. Сакате да ја кажам? На твој език да ја кажам гатанка? Само нешто да констатирам. Значи вака, гатанката сигурно е легитимна, се е во ред, меѓутоа одговорот на гатанката веројатно е нешто кое што Молим те, легитимно. легитимно ли е? Trust me, I know what I'm doing. Да ја кажам, бе, луѓе. Не е во живо, дечки, ова може све да се слободно. Кажувај гатанката. Ја едва чекам. Пази, 3,5-4 сат. Цевка има, не е топ. Брада има, не е поп. Шо е? Па се смее, она. Шо е? Цевка има, не е топ. Топ, брада има, цевка има, топ не е, брада има, поп не е. Шо е? Длакав слон, што знам. Не бе лепото, пченка, коча. Втора ми беше тоа. Ај признај кај ќе ти е памет. Не, одма на слонот. На слонот, пошто цевка има. Ти бе зашто се наклеа прво, кај ќе ти е памет? Не, ова не е за затварање емисија, ба. Ова е аграрна гатанка глупост. Моли, легитимно, поштено. Ја викам сега некој е тако И расистичко. сега Агим бил ваков или таков? Ја не сум крив што имате вие прљава маш. Да си сесија. Ајде, почнуваме со поговорките. Најмладото момче прво. Што вика твојата поговорка и како ти ја сваќаш? Те иски на треска. Одбрани ме Боже од лудите пријатели, од непријателите сам ќе се одбранам. И? Па што знам, мислам дека
Големите непријатели се Јако е, ова, мој нашите пријатели. Така? Па, добро, не е во целост, али Многу дубоко, брат, влезете. Виде? Многу. Сам се... Еве, уште се ежам. Немој. Претходно со наполитанките, сега и со ова многу, значи. Мојо е многу јако. Мојо за никога. Чувај се го, за последно ќе го чуваме Ја би го твоето. менjал ова, мај. Владимир, ајде. Од лошото ждребе многу пати добар коњ излегува. Тоа што значи? Тоа значи дека фамилијата? гениве понекогаш прескоква некоја генерација. Од кобилата зависи, брат. Од кобилата зависи. Од кобилата зависи. И да не збориме, не се знае дали ждребето, односно коњот е на ждребето. Значи, или обратно. Добро, одлично. Ајде, Гораст. Ја не се сложувам со ова. Кој Што му вика? простува на непријателот, добива пријател. Маде, не обратно требаше. Голо. Шие ми га џура. Нема врска. Значи јас сакам друга да си земам. Друга да си земеш ти, ајде. Чекај, Извлечи си друга и глупости мене ми прочитай си ја давате. друга. Ајде. Јоване, Железото сече и дрво и камен, а и него рѓата така е. И него рѓата го јаде, така е. Сите на времето тие што се фалеа дека волку женски имале, онолку женски имале, вака имале, онака имале, И на крај слава Поломбо. сега ево ги гледам по уролози. Нема врска. Тие нема видено јапонски мач, тој нема рѓа. Немат, така е. Да, а сечи све. И тоа нема рѓа и на Фродо, оној што е Елвин од Елфови. Добро, тоа е веќе кажи го Сордо. епска фантазија, тоа ова е да. реалност. За мене тоа се реалност. Добро, да го слушнеме. Аги рече има најјаката. Сребреното седло не го прави коњот добар. Ја ти одговорам вака, не куди коња кој гниси јахал. Јако. Добро. Значи, купуваш стара кола, ставаш на влаки скупи и немаш гајле. Ма не куди коња кој гниси јахал, шта ти? Јас овде барам кратка пауза и продолжуваме понатаму. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. Атмосферата се взе жешти. Кеф ми е што не си дал мои представи. Знаеш Атмосферата како ми е? се жешти, значи на реклами секогаш се прават најдобрите муавети, така ли е? Јас Ја. мислам дека можеме сега да привршуваме, па после Само да знаете, ве за гледачи, Агим само што делеше комплименти на Четкар. Ја ќе поделам критика, брат, само да знаеш, жена ми многу те слуша. Ја немам проблем со тоа, значи никаков. Ниту со музиката. Имам проблем со тоа што у сите бе брат спотои си гол. Или барем имаш некој стело мајчка. слики. Значи слики ли се, спото или се, што е сегде си гол. Тоа не е во ред. Значи одиш на 65 инча брат, тука деца се мотаат, јас се мотам. Значи Да се облечеш. тоа само тоа ми е критика. Другото, музичето, значи немам никако. Све е супер. Ќе направиме Значи адаптација. може ли една зимска верзија на да направиш на музиките, с нешто со џемперчиња, нели, кој каже ги баклавици, такви работи, камин, Па ево сега, види. човече плиска вода, тука капеш ти косата на сите страни. Значи Абе, се видел ли ти некој на джез музика да пука у воздух, бам, 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 бам. Тоа е джез. Четкар, кажи дали си чул една фраза као джезер. Вика, трезнок джезера. Да. Па така да. Майлз Дейвис, Да. Кристал. И остај го овој, пушти му Аца Лукас на. Не, никако. Не. Музиката си е, значи, скроз, само малку околу, само малце. Треба. Пошто пази, замисли, летно време и ја треба гол да поминам тука да земам нешто. Добар си ти, И сега бе, те гледам. децата ме гледаат мене, абе добар сум. Кога ќе видиш тебе на Охридско со плискање со гитара и јас кажи го испотен и неизбричен забраден, одам да си земам, не знам, кажи го чајна да си сеснам, да видиш децата што мислат. Така да те И молам. уште една мана има голема, не знае рока, мандолина, нешто ово, она, ништо не знае. Се договорите. Све тоа. Ајде, дечки, да привршуваме. Ајде, од преска чекаме. Ајде. Чекај едно прашање, на ова поклониве што ни ги дававте, има свинско од нема? Не. Сигурно? 100% нема да не Чекај, А што ми дадете, Различни си или а што ми сите дадете свински? вино, знаеш дека арам е да се пие вино? Така? Па него кај нас. Ништо ќе му го Вина, бе, се едеме. Не, слушај, абе, па ако сега се Витамини менјам, јас за тебе имам има. бугарска крема за тяло. Обаче задржи си ја, моля ти Ако се. искаш ќе ти дам. Ја ќе влезам у греф, ама ќе го пивнам Ќе ова. взем. Ја, добре, така. ќе сторам греф, ама има го Добро, грцнам, дечки, знаеш како. ајде. Има Чекајте гнезен, сега. фала ти многу. Да, може. Кумка фала си ме погодила ептен. Ке ви кажам после што се од подароците имате. Еден од подарокот ќе треба да го пробате во емисија, тоа на крајот. Па вазелин од бугарски ја да го испробам. А Бога ми и да попиеш, јесте. А Бога ми и да попиеш. Добро, ќе се мачкам на душата ти.
Сега ще ја те мачкам, да не сватиш погрешно. Душа боли. Не, душа. Може ли сега? Пробај, ќе видиме. Од преска може. Ти што бе работи доде? Чекайте ми падна. Готово ми е најбитна на крајот. Еј, дали денеска честноста се изедначува со смотаност, скромноста со лудост, а добрината се изедначува со глупост у денешно време? Не. Оти искреност, честност како да излега од мода. И да и не. Честноста останува за генерации. Да. Јас не можам да дозволам. Сум правил грешки. Факат, меѓутоа сепак на овие години резимирам дека треба да се биде чесен, затоа што тоа останува. Има нешто што останува во генетскиот белег на поколенијата, а тоа е барем убавиот збор дека твојот предок бил чесен човек, бил добар човек. Времињата се менуваат. Се менува, али остануваат оние вечити вредности. Честност, доблесност, позитивност, ширење на љубовта. Еве, ја ширам љубово, ја будале не ме разбира. Не, таква љубов фала. Не. Дај честност малку, доблест. Љубовта не мора да се шири. Сега, еве на крајот. Да не прошириме приш. Слушај, не мора љубовта. Еве, доблест, честност, разбирање меѓуетнички односи, све ќе размениме, освен тоа. Али она љубов со граници. Тоа. Ајде уште на крајот да ми одговорите кој е вашето задоволство кој нема цена. Гора с тебе знам. Имаш едно задоволство кое што се вика корпорација, кое што нема цена. Не, корпорација. Не, кооперација. Кој има задоволство корпорација, жиди се, освен можда Елон Маск. Пред кооперација. Кооперација, да, јас од ковидот заедно со моите најблиски пријатели кои што преживеавме, голем дел од нив не преживеа, се оженија. Тоа е задоволството кое што е ефтино, меѓутоа за тебе тоа е едно од задоволствата, али еве да речеме дека со душа го чекам тој момент кога заедно со моите истомисленици ќе се собереме пред корпорација, значи корпорација кај што се инкорпорирани, нели, различни сладки, грицки и други пијалаци. И со саати си седиме, си грицкаме, си заблажнуваме од благото и си кажуваме како што не облева тоа благото во нас, тоа шекерот работи. Тука почнеме со плачење, со бистрење политики, со љубов. Инаке дома после тоа си зијам еден хамбургер и си легнувам. Не повраќаш? Никогаш. Добро. Од благо никогаш не. Ајде да слушнам. Роберт? Певај. Кој е задоволството кое што е најефтино или кое нема цена, а не е нешто? А за тебе значи многу. Некој фамилиарен ручек со моите во природа и убава забава и што знам, убави моменти. Така? Многу е политички коректно одговараш сега, премногу човече. Значи, може и ја да одговорам на место те, може да одговорам. Значи со сопругата, со детето, со најблиските викенди заедно поминати со дедото, со бабата тука, па и родителите негови кога ќе дојдат. Едноставно тие моменти се бесценни. Родителите ги откажа на почетокот на Родителите сега доле го чекаат. Не ги откажав, чекај. Не. Песната? Значи ја требаше, јас се извинив уствари на родителите. Ама не. Им се извини пошто се одбра жената. Не, обратно беше. Чекај. Чекај да не направиш грешка поголема. После си добра ти е. Значи добар си, веруј ми, добар си за сега. Значи не менјај сега, не менјај мислење. Добро. А јас секојдневиево со татко ми, кога се напијам ракија, со мајка ми кафе, со луѓето што ми се најблиски, секојдневиево без многу размислување, да не те боли пример зап, да не те боли нешто, да имаш некакви проблеми, то секојдневие што го рачунаме како нешто безвредно, уствари е најсреќниот момент. Имаше еден филм, како кажам, јапонски филм, кај што после смртта треба да одбериш момент кај што си бил најсреќен. И сега сите што ги одбираја моментите беа пример како деца што си играле со нека играчка или како што со пријателот си правеле муабет. Такви сите беа моменти од секојдневието, не беа некои колосални дешавки, него све беше така едноставно. Ке ви ја прочитам мојата поговорка која што ми се падна и да знаете дека комплетно одговара на емисијава. Човек се пречек вид по родиштата, значи како е облечен, а се испраќа по муабетот. Пошто мене многу ми се допаѓа муабетот со вас. Јас ќе ви испратам со многу подароци, значи овде ни се нашите драги пријатели од Flex Credit кои што имаат за вас специјални подароци, имате витамини од Кенди, а имате и наочари кои што ви се од Барнер. Магнезиум 250 мг. Еве ги, јас ќе замолам сега, еве ги од Барнер, ќе си ги носите дома. Ставете си ги наочарите од Барнер, затоа што сега на крајот ќе треба да ми дадете мудрост
односно да го одговорите последното прашање. Значи, со какви луѓе да си немаат работа, оние што не гледаат, нели? Односно со кого да не се фаќаат на оро, кои луѓе, значи, не вредат со нив да се дружите, ќе ги дадеш и на Антонија, ако се... Може, да. Добро. Размисливте? Зашо најдем Значи, најфраерски му давте? Реално. Затоа што е фраер. Каква питање, молим. Ама секој ќе да Зашо? Значи, ваш ти совет, си шо? го смисливте советот кој што ќе им го дадете, со какви луѓе да не си фаќаат работа, со кого да не се дружат, односно кои се тие ефтини исто луѓе кои што можат да ги зезнат, Многу убаво со прашање. кого да не играат оро, дали тие што играат брзото оро, што го знаат секое оро, тие што стојат од страна па само те туркаат влези у орото или тие што си тераат правото. Размислувајте вие, во меѓувреме јас ќе ви дадам и ваучери од нашите драги пријатели Халк банка. Повелете, Јас имам сметката му, мора да земам. Имаш? Да. Ваучерот ќе го земеш за да Тоа две ти имам. послужи. Едната е моја, другата е заедничка. Добро. Све имате? Гледате какви подароци сум ви дал. Опа, за кај е ова важи? За Халк банка За Халк. даваат вредносен ваучер ако имате сметка, ако не ќе ве побараат да ви отворат сметка во Халк банка. Имам ви би, ги имам. парите. Имам, ама. Кога има па емисија да доеме? Да, сега, во суштина, дали ќе ве повикам во следната емисија е... Сезона, вели? зависи- Да. Во следната сезона. Дали ќе ве повикам во следна емисија оваа сезона, зависи од тоа каков ќе биде одговорот на последното прашање, односно каков ќе биде советот кој што вие ќе го патите. Ајде, 3, 4 Ама на кој да го патиме треба? На гледачите? На гледачите, на гостите. Добро. Ајде, значи со какви луѓе да си немаат работа? Кој ќе почне? Еве јас ќе почнем. Ајде. Со буљаши. Ај ми го извади од уста и. Да го вратам. Немој малета, ја те рука како се напеналив и ја будала. А ти го кладе? Не го вадим, ти го кладе. Дај. Ти го зема? Дај нешто умно кажи. Овие од буталов и од чајерен за бега. Тоа не е речникот, слушај, тоа не е речникот. Дај нешто Не чај. знам, па, да си немат работа со намќори или со луѓе што само се жалат во животов. Само така. се жалат што тие ќе те направат и ти да почнеш да се жалиш и на крај не се нафаќаш на ништо, све е тешко. Све е жално. Е жално на крај ситуацијата, да. И со намќори нормално што не може да се насмеете еднаш во животов, кога да целава тежина на планетава врзневте. Не. Добро. Со намќори, со буљаши да си немаат работа, со какви луѓе да си немаат работа, да не фаќаат работа? Со негативни луѓе. Со негативни луѓе, добро. Ќе додадеш, Агим, ќе додадеш нешто на буљашот или доволно е? Чекај, на буљашите. На буљашот. буљашите? Види, буљаш е многу широка филозофија е зборот буљаш. Добро, со какви луѓе да си Знаеш. немаат работа? Да си немаат работа со негативни луѓе. Добро, се согласивте на крајот со младост. И со ефтини луѓе. Знаеш, многу луѓе коштаат 5 пари. Не затоа што не знам, разни луѓе, разни искуства. Со кого да имаш работа? Со Рижани. Како ога да. Со Рижани да немаш работа. Агим те викна во Охрид, ама сега не можеме да ќе го Ајде се, чекай се, крши глава не ми доаѓа, ја? Да. Кајче, ама у темница да Не местиш ме видео будала. Да му идам на кајче му се качи, ти да му се качиш. На крајот им се заблагодарам на нашите драги пријатели. Newborn Clinic, центарот за плодност, која исполниле желбата на многу семејства за потомство. Вие можете да бидете едно од нив. Не е срамота, ниту пак е табу тема да се зборува за неплодноста. Колку порано отидете да го побарате решението, толку побрзо дома ќе ви замириса на бебе. Побарајте консултативен преглед во Newborn центарот за плодност. Тие се наоѓаат во Скопје на улица Илинденска. Ги поздравувам и нашите драги пријатели Халк банка, кои што пак ве повикуваат да станете нивни корисници и да ги испробате сите оние
привилегии кои што ги имаат Mastercard, премиум Mastercard World кредитната картичка, особено важно е што ја и нуди бесплатен ланчки аксес на преку 800 аеродроми, како и Mastercard дебитната. Овде важно е што можете да вадите пари од било кој банкомат без провизија. Им благодарам на нашите драги пријатели Flex Credit. Го промовираме нивниот продукт Flex Credit, бизнис пријател на вашиот бизнис. И на крајот ви благодарам на сите вас што постојано не поддржувате, што не гледате и на YouTube, и не следите на социјалните мрежи, на Instagram, и на Facebook, и на TikTok. Се гледаме следната недела. Поздрав!